Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Со супер вештачење денеска продолжи судскиот процес за родилката од Дебар. Кривична пријава за инвеститорот и 4 лица од општина Струга за оштетувањето на спомен куќата музеј Владо Малески. Промовиран романот Самовилата со скршени крилја од Лили Бошевска. Македонските теквондисти се закитија со медаљи на Европскиот куп Бугарија Open. Американскиот конгрес едногласно го одобри законот за објавување на досиеата на Џефри Епштајн. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и со максимална дневна температура од 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Над Централна Европа продолжува движењето на циклон, носејќи обилни врнежи од дожд и снег на Алпите, Чешка и Јужна Германија. Силен западен ветер од Атлантикот условува нестабилно и дождливо време со пониски температури во северна, северозападна, западна и Централна Европа. Стабилно и посувно време се очекува само во делови на Пиринејскиот полуостров. Балканскиот полуостров е под влијание на медитерански циклон кој носи нестабилно време со врнежи од дожд, а на повисоките предели со врнежи од снег. На југот од Балканот времето останува нестабилно со можност за локални поројни врнежи. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат со послаб интензитет. Локално во западните и југозападните предели врнежите ќе бидат поинтензивни и ќе достигнат до 20 литри. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 10 до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен јужен ветер со брзина до 40 км на час. Минималната температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 15 степени. Во петок се очекуваат пообилни врнежи, локално и до 15 литри. Минималната температура од 10, односно 7 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 15, односно до 14 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со сослушување на супервештаците денеска во Основниот суд во Струга продолжи судскиот процес за родилката од Дебар, која во Струшката болница по породување во 2020 година остана без 3 органи. Супервештачењето посочи на несовесно и неодговорно однесување од страна на прво обвинетиот во случајот. Со дополнување на обвинителниот акт и сослушување на супервештаците продолжи судскиот процес за родилката од Дебар, која при породување во Струшката болница остана без 3 органи. Супервештаците вината ја лоцираа во прво обвинетиот Мухамед Асани, тој како хирург бил одговорен за царскиот рез и за постоперативната состојба на оштетената и покрај влошената здравствена состојба не направил диагностика и ехо за настанатото крварење што довело до хеморагичен шок, кога непотребно и биле извадени 3 здрави органи. Несовесноста се гледа во непревземање диагностички постапки, неследење на состојбата, при што дошло до критична здравствена состојба која можела да има смртен исход ако оштетената не стигнала на време во скопска урологија, рече Видица Поповска, специјалист по судска медицина. Веаповска во судницата и денес беше придружена од голем број жители од Дебар. Велат, очекуваат максимална одговорност за докторот гинеколог. Како поддржува сакам максимално и доживотно ако можност. Доживотно го нема, ама го заслужува. Веќе цел живот да не стапне во болница. Не знам органите други доволно да допрен глас што ќе слушнат и дека не го земаш лиценца. Според супервештаците, второ обвинетиот синот на Асани како специјализант смеел да присуствува на операцијата, но не имал одговорност, а трето обвинетата лекарка Лилјана Јовановска воопшто не присуствувала на царскиот рез. Кривична пријава против инвеститорот и 4 лица од општина Струга, кои со несовесно извршување на службената должност придонеле да биде оштетена спомен куќата Музеј Владо Малески во Струга. Ова Раструга поднесе кривична пријава против НК 53 години од Струшкото село Велешта поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, против ВН 62 години од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата, како и против РМ 68 години, НН 56 години и ГД 59 години, сите од Струга, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување.
На 15. октомври 2025 година, како инвеститор, спротивно на решението за издавање заштитно-конзерваторски услови, првопријавениот на катастарска парцела во Струга со градежна механизација срушил стара струшка куќа и при правење ископ ги подкопал темелите од јужниот зид на соседната спомен куќа Музеј на Владо Малески, која од 2017 година представува споменик заштитен како значајно културно наследство. Второ пријавената во својство на архитект-конзерватор во Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид на основниот проект за семејна куќа втиснала службен печат и ставила подпис и одобрила мислење за усогласеност со идеен проект, со што свесно постапила спротивно на Законот за заштита на културното наследство, спротивно на планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион и спротивно на решението за издавање на заштитно-конзерваторски услови издадено од Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство. Трето пријавениот во својство на градоначалник на Струга, искористувајќи ја својата службена положба и пречекрувајќи ги овластувањата, спротивно на актите од Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид и решението од Управата за културно наследство, потпишал одобрение за градење на семејната куќа од првопријавениот. Четврто пријавениот како раководител на одделението за урбанизам во општина Струга, со пречекорување на службената положба го изготвил одобрението за градење, а го одобрил петто пријавениот како помошник раководител на секторот за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животната средина во општина Струга, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Денеска во Охридската градска библиотека беше промовиран романот Самовилата со скршени крилја од нашата позната писателка Лили Бошевска. Настанот е дел од програмата на општина Охрид "Културата расте со децата". Романот Самовилата со скршени крилја на Лили Бошевска денеска беше промовиран со литературно-уметнички настан во Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. Познатата македонска писателка Бошевска со книгата ги отвора вратите на магичниот свет на самовилите и ни покажува дека добрината, љубовта и вербата во себе секогаш можат да најдат пат до победата. Се зборува пред се за отфрлањето на оние деца кои што се уметнички талентирани, кои што имаат предиспозиции да се занимаваат со уметност, било дали е тоа ликовна или музичка, а од некоја страна родителите, знаеме, обично им велат биди лекар, биди инженер, биди, значи нешто што е така по-конкретно, по-профитабилно, меѓутоа тие деца обично се најдуваат повредени. Токму ликовите во книгата се такви самовили на кои што им е одземена таа моќ да бидат уметници, да се занимаваат со уметност и со скршени крилја продолжуваат да се борат во животот и секако да творат, бидејќи она што сите го имаме како некое внатрешно богатство, духовно богатство, не може да се скрие, не може да се уништи, едноставно треба да се негува и токму тоа е и апелот на оваа книга и до наставниците, до библиотекарите, до родителите, да ги остават децата, да ги раскрилат своите крилја и да летнат онам каде што посакуваат. Настанот е дел од програмата на општина Охрид "Културата расте со децата" и на него присуствуваа ученици и библиотекари од сите основни училишта во градот. Писателката Бошевска се заблагодари што општината го препознава значењето на промовирањето на читачката култура кај најмладите. Децата може би се навикнати сега на побрзи информации, кои што некако немаат време да седат, немаат трпение поточно да седат да читат, меѓутоа со наша сестрна работа, со сестрно залагање, можеме да ја развиеме љубовта кон книгата и учениците, наставно децата воопшто, да сакаат да ја читат книгата, бидејќи кога како деца се навикнат да користат книга, да читаат книга, таа љубов останува вечно. Затоа еве апелирам и до училишните библиотекари што повеќе да прават вакви активности со да речем поттикнување на читањето кај учениците.
Бошевска потенцира дека соработката со библиотеката Григор Прличев во Охрид и представува задоволство бидејќи авторите, како што рече, препознаваат квалитетна библиотека која што вложува во книжевниот фонд, просторните услови и организира разни настани и промоции за своите читатели. Општина Охрид на сите училишни библиотеки во градот ќе донира комплети книги од творештвото на Лили Бошевска. Се расчистуваат диво создадени депонии од зелени кабаст отпад од несовесни поединци. И покрај реализираните акции, редовни и вонредни, на јавното предпријатие Охридски комуналец за подигнување зелен отпад од уредување на градини и земјоделски површини, како и кабаст отпад, повторно се создадени диви депонии на повеќе локации со енормни количини отпад. Само во текот на вчерашниот ден се подигнати 105 метри кубни зелен отпад, информираат од предпријатието. Оперативните служби со ангажман на расположливата специјална механизација вчера и денес реализирале акција за подигнување зелен и кабаст отпад од мини депонии создадени од несовесни поединци на улица Кленовец, населба Црногорци, од просторот на поранешната касарна и од село Долно Лакочереј. 2 златни, 1 сребрен и 1 бронзен медал за македонската традиционална теквондо федерација од Европскиот куп Бугарија Open 2025. Македонската традиционална теквондо федерација викендов од 14 до 16 ноември учествуваше на Европскиот куп во традиционално теквондо ИТФ Бугарија Open 2025 во Пловдив, каде учествуваа 788 надпреварувачи од 13 земји. Боите на Македонија под водство на Маријан Чолазаревски и Саша Поповски оваа година ги бранеа 9 надпреварувачи од клубовите на Македонската традиционална теквондо федерација, кои покрај силната конкуренција постигнаа одличен успех, освојувајќи 2 златни, 1 сребрен и 1 бронзен медал. Освојувачи на медаљи се Теодора Митреска, златен медал во форми црвен појас, сениорки од 18 до 35 години. Мики Грнчески, златен медал во форми жолт појас, младенци 16 и 17 години. Божидар Димитриевиќ освои 2 медаљи, бронзен медал во спаринг борби до 92 килограми, сениори 18 до 35 години и сребрен медал во спаринг борби над 92 килограми, сениори од 18 до 35 години. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.